Здраво, другари, здраво криптореволуција, нема пиво, водичка, рано е 6:30 пладне, не сум јадел уште, така да на гладно срце не пијам пива, але пивото беше, кажам, за тоа удреме на вино овие 2-3 дена. Другари, многу сум разочаран од некои продаделе, крај ќе било на бул маркет, други паниче што прочитале. Другари, разликата е, вие сте ново крипто, јас сум веќе доста време у крипто и математички е нелогично да одеме у бул маркет затоа што Трамп не е политичар, тука е бизнисмен и сигурно нема да трупа толку многу за и да рекламира толку многу за да би улезели у таа фаза. Овај сигурно нема да го викат на сите вести нон-стоп да брмбла. Тоа ќе си го гледате, али ќе си го гледате сега да не ми го блокират каналот, кај мене на Твитер е надена, јас само ќе ги преведам. Значи, другари, типо ќе видите, типо не се сеќавате, типо многу дамна зборе за технологија, изберен да збори за технологија, само што ние имаме кратка меморија и не го помнеме. Натаму кога ќе скролам доле, ќе го најдам видеото, иначе тоа за квантум компјутер дека може да го хакне биткоин и крипто, биткоин го има измислено таа корпоратски гигант, длабока држава која што владее со свето и исто таа го има измислено квантум компјутер. И сега истата да се хакне сами од себе си, другари, дај малку мислете логички, разбираш. Не прочитате некој наслов и таму клик лайк што сакат. Значи, па се враќаме 11 години на тај квантум компјутер. До вчера не верувал квантум компјутер, сега има квантум компјутер. Па ќе се појави, другари, тие, ако имате интернет пред толку години, значи ставете уште 10 пред да излезе на маркето. Ако го има биткоин 2008-2009, значи ставете, одете назад уште 10-15 години да го тестират од тие нивните таму лабораторија, канцелари. Така, другари, многу мислите дека ние живееме у свет као демек. Зборот по филмовите за ласери, до вчера беа теорија на заговор, брат, тука ги има виши. Зборја за квантум компјутери, што мислите дека ги немат? Значи, луѓе логички пристап одете. Значи, ако кажат нешто, нека го нема, значи веќе го имат, ако виши го зборот, брат. Братчето исто го бират, мен никој не ме е викнал, брат, да брмлам по ово, затоа што може да кажем нешто што не треба. Али вие тренирана младина, братче, специјално изберени, научено, покажено му што како излава и гледаш кажува, мен не ме викна, ја у Wall Street Delivery правя, па не се сеќавам некој да ми звонил да рече, брат, ти пред толку време збореше за биткоин, ние вика никој не верувавме, да ми викнете на интервју. Кој викат? Луѓе, ово се што гледате. Мене ме следете 2358 луѓе. Аз сум замисли првиот македонец јавно што е излезел за крипто. И викам, например, што повише да ме следат и да стават лајкови за да се појавува алгоритмот, за што повеќе македонците да знаат за овие што планират. И они ти викат, тева, вај седе таму и кука за лајкови, за гледаност, чак пат како на легенда да ќе се појават, па онај па уште ден имаше нов, сега да не му реклама правам. Едни исти сликички сме ставале по групата, а пази, брат, вебсайт. Пази, имаш вебсайт со преведено сите твитови од тие канали, брат. Гледај, брат. Преведено на македонски. Видео ньюс имат на вебсајто. Разбираше, да улезат да видат. Useful videos имат на вебсајто, брат. Гледај, братче. И истите видеи ги правиле. Брата, вие меморијата ви е како за кафе шема, бош момент. Еве, другаро да инвестирај сега, маче се гледаш дечкото да колку информации да даде. Теории на заговори исто што се поврзани, што ја мрзе да ги разлистате и кога ти напишат, абе брат, ти и Славчо едни сликички тама. Прво за Славчо беше напишало, мислиш ја нема да видам. Јас стварно, нели, у собствената група не ми излават изистоњето, тоа веќе го знаеме, да не кукам. Али пишал, брат, ти на Славчо што него се помачил толку многу да
да обстане у криптото, дека сите други се откажават и луѓето више и на работа и там да ги прашуват, што бев шокиран. Како е да е, сега не сум прашал дали смеам да кажам, али другари, кога ќе напишете нешто така слигички истите сме ги ставале, тия слигички истото е, темата е крипто и истото се дешава. Комари истите слигички ги ставаме, додека имате вебсайт кој што да става нон-стоп различни слигички и група што баш не става истите слигички, ама да напишат нешто. И после блок од групата, па после ќе ти кукат, блокира тој админите се ненормални. Од сега натаму да знаете, нема да бидете толерирани, ќе бидете блокирани, брат. Пошто да седам тука, па овај речело вака, речело нака, блокче, братче, па там супер, чим више знаете на места дека има подобри слигички, идете си на тие места, што тражите нашата група. Аба вашето стручно мислење па уопште па не ме интересира, брат. Не знам Славче што си губите времето со вас да ви објаснува на место блок. Така да дадел сум комплетно разрешение. Нема што тука да филозофира, брат. Да идеш контра Славче кој што технички, братче, може да и биде доктор на науки, да одеш контра, брат, то може да си идете дома контра со мајките, со татковците ви, со баби, дедовци, со роднини, пријатели, комшии што се познавате, контрајте се колку сакате за крипто. Нашата група, братче, ние сме постирале. Ако ви се чита, ако не, брат, имате милиарда други канали, кидете ги си најдете, зборете си пред огледалото, учете ги комшиите, отворете си вебсайт, отворете си страна и си надавајте. Филозофии уопште, братче, не ми требат, брат. Демократско право, у Македонија демократското право да си го кажете, кај мене уопште нема демократија у групата за да слушам глупостите, брат. Демократско право имале, практикувајте си го демократското право у Македонија, брат. Демократско право имале. До вчера, брат, не знае, прв пат компјутер видеа у интернет кафе како мене и сега уште седат у интернет кафе, разбираш ли, ама експерти за сите теми. Од телефона видео прочитал. Прочитале сте утре сабајле, брат. Експерти за сите теми, брат. Тоа е, брат, по пораки да отвориш експертиза, ама нема експерт за нешто да нема. За се знаат. Брат, имаш, имам. Шо ви е проблемот? Тепаме се за имото. Ниви имате ли? Да, тепаме се за нивите. Со родителите како си оскаран са снаата, ускарана со свекревата. Со братучеди први втори до 10-то колено скарани. Со бабот и дедот и не ми даваше од пензијата, не ми треба живото. Да, право решете си ги тие работи. После експерти за крипто, после експерти за муземјани, после експерти за харп и за тие други. Прво домашните работи гледајте да ги оправите. После одете од другите да ги кажувате како треба да водат вебсайт, како треба криптогрупа, како треба да излавате уште со исто на кафе шема со луѓе кои што после ги зборете. Нема со кој да излезете на кафе шема, излавате на кафе шема со тие луѓе и после ги плугате и ги зборете тие луѓе. Дај решете го прво тај проблем. После улезете у сериозни проблеми со крипто. Јас сум 8 години тука, со никој на кафе шема не излавам, не пијам кафе, не се карам, немам го тај проблем. Не излавам овие лудите дискотеки тука да се пијанчам и немам и тај проблем. Со моите роднини и пријатели све е разделено имотите. Немаме, ја лично немам никаков проблем со имот со моите роднини. Од 5 до 100 колено све е разделено точно како што треба и на мајка ми од страната и на татко ми од страната. Тај проблем го немам и така имам повише време луѓе да гледам и да истражувам за овие теми. Вие кога ќе го решите тај проблем, тогава ќе се отворите вебсайт, ќе се појавите у неколку телевизии, ќе покажете да видиме колку профит имате, па тогава улезете у нашата група луѓе да филозофирате како треба да се води вебсайт, што треба да се постира, каква сличка, каква треба, каква не треба. Фала многу пријатно. Другото што ви кажувам зашо не сум толку Wall Street, кога ќе идам у сапорт Иван. Иван треба да стае некој, не знам за има ли за академијата име. Не сум сигурен, ако знае некој да пише. Треба ти многу луѓе ми праш кој Иван, и јас се треба да речем сапорт. Ама сапорт е едно од најголемите достигнувања, а неговата Wall Street академија е другото негово достигнување. Вика жабви, па ме прашувате дали треба да отидете кај него, секоја информација е битна, треба да идете, треба да си видите со човекот, да си разговарате, има јак тим, интересен тим.
и ќе си платите, ќе си ги дознаете информациите, тие информации што ги дават бесплатно, имате кај него на Инстаграм, ќе си видите. Не сум ја на тај кој што треба да пишувате нон-стоп дали да му верувате или не. Значи, ја лично тоа што сум видел, еве ја ви кажувам, кидам да видам, да се запознавам со тај тим и да видам, брат, да ги дознавам тие информации, они што ги имат. Јас сум презадоволен од тоа дека има македонци што ви покажуваат без разлика дали ви наплаките или не, колку е бесплатно, колку не е, скапо било, ефтино било. Другари, вие у Македонија трошите многу пари за кафе, за пива, за цигари, за комар, така да идете кај Иван Академијата е еден мал процент од глупостите што ги трошите, брат. Така да не може да е скапо. Сега да не пушите, да не пиете кафиња по 3-4, да не трошите пари за гардероба што не можете да дозволите или за телефони и за чуда и да речете дека е скапо, да ве разберам. А вака сега тие што сте ми пишале дека е многу скапо, отварам го профилот, гледам одмори по Дубај, по кажи го тамо Хавај, Јамајка, по Америка, кола, гардероба поскапа од мене, саати поскапи од мене, че оставам саат. $150, братче, како си го најдов, ке пукнат душманите, од 350, 150, колектибл. Значи, Армани ја никош не би носил, али од тие зелен, гуштарска боја, така да, и го најдов на попуст. Брат, не сам ја да купувам од дали имаш, ме праша неко од $20,000, од $60,000 часовник, другаре, брат, не се бавите, јас сам откочен до вчера пиев кафе, брат, од 30 денара и сега денешка тука $60,000. Да бидам мултимилионер, да купам часовници за колектибл, разбираш, не да го носам. На подкаст да, надвор не. Значи да го имам како часовник, саат, часовник. Много културен стана. Саат, братче, да го носам, да се курчам со извинение на брат луѓе што не може да си платат сметки во Македонијата поради нели што сум си силил, ја се правам патриота, не сам и поминал таму. Мислам, нема логика, другари. Саат носам стварно, сум навикнан од мал, буквално носам и ако дома, интересна работа, дома не го имам, окей, а ако излезам, ако не сум ставил, брат, ја мислам дека раката ќе ми литне, брат. Не знам, сигурно тие што често носат, мислам што нон-стоп носат, часовници го имат истиот филинг. Ако не носам, се бркам, викам, леле, брат, што забрев. Разбираш, као нешто да не е. И сакам да имам различни часовници, интересни, повише такав воен стил или кажи го со компас и со чуда, или што покажат, нели, разни други работи, пошто стварно, брат, маш без саат, сега да не се лажу. Ја како што гледам, треба, брат, секој машко да има, како женските што 1000 работи знаат да онаат тројно поскапи, значи, брат, може да стане на час. Значи, интересно е. Интересно е да се има колекција, најразлична, не мора да е скапа. Колку, нели, 150, 200 имам од 350, од 500, сега, тие се скапи, ама од тие ти се начекани од многу, од 10 пати поскапи или од тројно, па е купен за тоа, разбираш, и е убав да се поклопи. Иначе ви кажа, по $60,000 би го имал ако направам 20 милиона, да речеме, или 10 милиона у крипто и да имам као diversity, да имам, нели, неколку часовници кои што утре, нели, ќе имат вредност, дека ако треба нешто, не дај Боже, да се продаде, ама не е за понадвор да се носи. У Дубај може да се носи, ама по Македонија и по Америката може да се сече тракат. А иначе, мобето е, за оваа ме многу прашуваат дали пратам, јас стварно не знам како оваа драма е испуштив. Многу големо чудо. Овоа сатанистичко створение, да се надевам дека нема да ми го блокират видеото. Чу се пишале? После ќе му пишам на Петар, мислам дека не верувам да има уживо. Чеки, другари, да имам, не верувам да има гейминг. Другари, јас снимам подкаст и ќе се уклучиме да фармаме, да играеме Стар Атлас за, не знам, валјда за 1 саат ќе можем да се уклучиме. Оти не сум ни јадел. Не сум ништо јадел, сега се одидов од плажата, ќе снимам право еден подкаст. Ја помислев, отворив ја пораката, па сега да не ти пишам. Не е културно, кажи го, фактички снимам сега да не го вклучувам подкасто, нешто проблеми има со интернето. Ќе ви пишам ако играам. Ама валјда за саат 30 минути ќе се уклучам. Затоа што сега не можам. Имам плюс и нешто проблем со интернетот.
Па за тоа плюс тестам да снимам и сега ве гледам, не смеам да го прекинам дори подкастот. Другари, јас извинувам, али тоа е, спремаме се да фармаме Стар Атлас, да плескаме, нема кај мен тука сечи оно дубе и ако може да го стопирам, треба да се знае, брат, приоритет е бракета геймерите, Стар Атлас, да се изнафармаме колку пари е да видиме. И еј, стигнало ми наградата. Другари, чекај да отвориме, дека беше? То после, добив награда, мислам дека постојав у групата, добив награда Кру. Не ми е. Да им гледали се тука, не се гледа. Много брзо се гаси, така ми е стајано за заштита, ама. Да видиме што да изберам. Ја имам устур, имам они, мат, не од они ми требе, нешто јако. Да. Добив награда од еден тип што се со боксови тепавме цело време и добив Platinum Crew што сега ќе видиме колку пари беше тај Platinum Crew. Ама чекај нешто да не избагирам тука. Rare, братче. Чуем што спадна? Flight, машала. Брат, да сакав. Значи, Flight 50% оператор. Супер. После ќе видам што атрибути има. Значи, Starting Crew Age, 41 годишен. Не е можно. Братуле, за некој опасен инсект, после ќе го средеме. И јас сум на 41 година и мојот екипаж е на 41 година, оператор, баш ке ми треба за Sage Labs. Фитнес, мислам дека ќе биде за таа мобилната апликација. Flight 50%. За трките ќе го бива. Па не е лошо. Значи тоа го добив награда, после ќе ви покажам, го добив награда за што се тепаме со боксови. Не видов, чекај да видиме Platinum, колку пари е Platinum? Не, тоа е 10 Platinum од една. $9. $9. Еве ќе ви покажам одма. Ќе скршив саато. Ќе ви покажам одма да видите. Нема да е видеото за наредното видео, ќе биде за Rare. Значи, не беше не знам. What? Зашто толку ефтино ги продават овие? Не, чекай, тој е Humans. Дека е машкото? $2? Дели после мора да земам да видам, ово многу ефтино ги дава. Многу ефтино ги дават овие, бе. Кога ги стави овие? Од денеска ли ставам? Ово после треба да разгледам. Чекай, бе, брат, не е можно толку ефтино, брат. Значи од самата тоа компанија го продаваат 9, тука да го купиш 3. Дека гледаш Даниеле, братче, Даниеле. Дека гледаш Даниеле. $12. Тоа е за еден. Брат, овие, бе, како може да продават за... Овие се ненормални, брат.
Не е тука това. Не е истата такво. Тия кажа дека си имат друга такво класификация. Значи да, Rare, ама друга класификация. Ке видиме после колко ке вреят у играта. Друга класификация ке видят тамук. Овие се ненормални, защо? Овие не знам. Не можем, трябва да разберам, трябва да проучам защо би ги продавали толкова ефтино. Трябва да видам. Много чудно. Трябва да видам. Чекай бе, Rare ли си паднава? Шо е ovo, брат, работата? Кру? Гледай, не ми го дава тук. А не, чекай фактически. Да бе, Rare. И толкова ли съм малер, брат, че да ми се падна толкова... Сега го нямам, да ама много ефтино. Може да се падне нещо от Epic от $30 или от $150, брат. О, аз съм голем малер. Значи дропа ми е, луги ми се падна много мал. Ето е, $12, а ми се падна нещо, ще може да го купам на маркета, ще го нямам и $1. Лотария си лотария. Малер. Това е. Иначе мобето, другари, тук застанаме. Ненси Пелоси взима, ако не се лажам, около $240,000 на година плата, а е 280 или ако не се лажам, така нещо има направено. Пари има приявено. Значи, ако не съм до душа тук, не им беше дозволено, ама ако от сега съм мразил на Wall Street, дека много имат инсайдерски трейдинг. Да се надеям дека со токенизацията и Трампчо ќе преземе комплетно и дека ќе ги реши тия проблеми. Пошо Wall Street, другаре, най-искрено има сериозен проблем со овакви сатанисти како Пелоси. Я не знам никако не е у затвор, кој 200% се знае дека на парите ги е направил од криминал, од инсайдерско трейдање. Ќе видиме подоле, мислам дека имав нешто објавено. Другари, колко и да се плашите, вести се позитивни, а берзата паѓа затоа што ниту една берза нема да изплате 5x, 3x или 10x затоа што имаме позитивни вести и треба да отиде нагоре и затоа што ако не отиде нагоре, вие нема да верувате ќе продавате. Секој ќе ви го купи некој крипто. Уопште криптото ако продавате вие, братче, у Македонија или у Европа или у Америка, елитата си има тамо нивни луѓе, колку купуват, колку надуват, Quantum Computer надгледува, све е наместено, направено точно како треба да се движи, така да уопште не ги интересира вие трейдате ли, леверидж ли играете, не ли верувате ли, ќе купите ли, нема да купите, другари, верувајте, уопште не сте битни. Колку и да звучи злобно, ни ја колку им уопште не е битно. Тие си имат програма дека следното е биткоин и крипто, Ethereum, там сите тие работи кои што се ги избрале, ќе ги пумпат, ќе паѓат, вие финтата е треба да дознаете, другари, треба да дознаете дека овие работи треба да знаете за биткоин, за крипто, да знаете колку се гледаш манипулаторски и треба да не трейдате. Инвестираш и си чекаш да ти дойде твоето рече кога се кешираш, а ако случайно најлошата варијанта изпадне, парите сум ви кажал треба да не ви се за утре, за денеска. Следниот bull market 2030 кој што мислите дека е далеко, а не е, многу брзо ќе дојде и наместо тие пари да ги трошите по глупости. Ако не е овај bull market 2030 со сигурност ќе ви го промене начинот на кој ќе живеете, како знам. И пред 11 години ми се смеја, и пред 8 години ми се смеја, и пред 4 години ми се смеја, и за овај bull market ми се смејат. Брат, не забравајте, јас сум тип кој што пред 4 години тука, а пред 6, ако не се лажам, Чинчо што кажа, сум спомнал за Zcash, луѓе, внимавајте, чудо технологија е, кој се ризикува 1300% отиде тоа чудо, така да, ама не го кажа сега, не го спомна утре, другари, ја не сум финански советник и така да, другари, за една година, другари, добро се е паднал за тоа што покажа кој е креаторо на Zcash и за тоа падна. Иначе беше 1350 или 1380%. 642, на некои берзи беше и 700. Така да 1300% рипна нешто што ја пред 4 години сум зборил за него дека е многу јака технологија.
Значи секој што го е купил и го е чувал и е направил price correction, не може да биде у загуба. Затоа што македонците забравя една работа, кога изберете веќе едно нешто, ако ја го немам, не значи дека и вие треба да го немате. Така, другари, почнаа прозевките дека нема пиво, сиромаштија, не сум јадел. Така, другари, овие луѓе што се седат, нем да мислите дека седат рандом, на телевизија на CNBC Crypto, никој рандом не се појавува. Све ово што гледате можеш комплетно да кажете дека е филм, театар, шоу, се е испланирано, сите луѓе буквално има сценарио, што ќе каже, тука нема ништо сам да мисле. Точно, секој што се појавува на телевизија ќе кажеш тоа и тоа, ако не знаеш да запомнеш, ќе прочиташ. Ние луѓе живееме у фиксиран на местен свет. Ја тоа сум сванал, вие ако не верувате, ќе видите после 2035-та, ќе почнете да верувате. Така да, другари, че е принскрин да удара многу ми се и оваа сликичка. Така да, другари, вие сигурно на Twitter, на Instagram, на Facebook, на YouTube не се глупират, брат, за некој лайк или за ово. Тие луѓе, брат, уопште не ги интересира лайк и коментар или дали ги споделят. Тие луѓе се платени многу, кажено и е технологијата. Се мултимилионери, јас извинувам, нема пиво. Тие луѓе, другари, нема да бидат изберени така ради реда. Зашо ви ги... Volatility was a gift to the faithful. It scares away the tourist. It scares away the lazy. It scares away the people that are already conventionally rich, that have all the money. If you're a 20-something or a 30-something and you're willing to do the work, if you're willing to spend 100 hours or 200 hours, if you have more time than money, then the volatility of Bitcoin is a gift to you. If you have more money than time and you're arrogant and egotistical and Сега да не ја тупеме, другари, шо е мобето? Другари, на мојот Твитер исто ќе си пролистате. Луѓе, напишено сценарио, типо го чита и милиони го гледат. Тоа се вика програмирање. Разбирате ли? Не можеме против биткоин и против крипто, и против блокчейн, и против квантум компјутери, и против вештачка интелигенција. Кажано е, така ќе биде и така ќе биде. Се до таа финална борба не е за овај канал. Ја мислам дека 2035 ќе е. Значи, вие шо е вашата мисија? Брат, го Twitter, не знаеш англиски, Translate, пролистувате ги, програмирате го мозокот, не верува полека почнува да гледа, да сваќа, чека бе, толку луѓе седат, дремат. Deutsche Bank, Sailor, овај типо, овај не се сеќавам дали требаше да граде некои милиарда долари, сити нешто крипти, не се сеќавам дали беше тај. Другари, Bitcoin магазин, JP Morgan, младината, крипторас кој што е милиардер, другари, конгресмени, нема луѓе овие кафе шема, луѓе не се во кафе шема, луѓе да седат и да страшна работа во прозевањето. Нема да седат овие луѓе, мани концентрацијата ми ја губи кога се прозева. Трае си кафенци. Значи нема да кафе се брат, че се ти ке земат. Еден што викаше брат, дај не се прозевај, дај вика не спомнувај. А те видам, вика види тоа, одма почнем ја да се прозевам и кафе ми се пие. Другари, подобро да се прозевате, кафето да сменете за крипто. Че другари, многу луѓе ме прашаат дека си сигурен. Преди 11 години што зборев? Биткоин, блокчейн, ти си ненормален. Денеска цел свет збори за тоа. Викав луѓе тоа Ethereum нешто чудна работа, бела мечка, ама чудно е, цел свет збори за него. Зикеш луѓе, зикеш, гледај колку луѓе направија пари. Кардано, многу луѓе направија пари, многу луѓе чекат, ќе видат ќе направат овај bull market, па и за Кардано испадна право. Цел свет збори за него. Зборам луѓе Star Atlas, гейминг, треба да најдеме гейминг. Гейминг е 2030 луѓе, 2027 почнува, 2030, 2035. Како? Па ако ќе вештачка интелигенција преземе, така ли? Некој ќе треба да се на берзата, да му даа токени, да трейда, да играе, да не му е досадно, разбираш, значи ќе има занимална ќе биде ово, другари. Ово е страшна работа.
Значи, тај мозок на нерви ми оде гон концентрација. Пивци, значи нареден пат ќе снимам само после 8 сата. Не можеме во време, другари. Видовте со горчеливото пиво. Како е ова е? Снимав ви видео доказ да не мислите дека нешто, брат. Нема. Ово време најчесто седнувам да пијам кафе. Ја пијам кафе у 1,5, у 4,5 и у 6,5-7 или 7,5. И точно мозокот си помне, брат, со години што е правилно, си го тражи, брат, ама нема го да. Вода не може да се ѓолам, стварно вода и пиво не е исто. Другари, ако мислите дека лажам, не знам дали се слушнали, ово беше голема бучава од стомао, дека јаде ми се, плаче ми се. Другари, што е финтето со овие видео? Ово видео, колку и да изгледа дека ја исто зборам, не е исто, брат. Јас сум седнал македонеци и викам, не се крием за дово и викам, луѓе, пролистајте ги овие работи, полека ќе ги отклучувате. Разбирате, полека ќе ги отклучувате. Дневни вести, што прави? Насител на Канал 5, колку и на македонска телевизија, истите вести ги зборат. Така ли, па ги гледате. Па ви крират мислење. Значи, ја не сум тука да ви крирам мислење. Јас сум тука да ви покажам овие дека луѓе покажуваат нешто што стварно, брат, ќе обстане у иднината. Не може, брат, кажи го, да излезат да зборе, дури најлошо сценарио да се деше овај метеор, да не беше метеор, да беше во земјани, што ја верувам дека е, ама нели одминане и додуше не знае што ќе прате назад, не е таа темата за овај канал, ама мобето е, другари, Зикеш паѓа уште бе. Мобето, другари, е дека овие луѓе, се што се кажале во филмовите, у музиката, у цртаните, луѓе денеска станува така. Мобето е, мојот канал е дека ние треба да ги пратиме луѓе што овие ностоп брмлят и истото да го брмлят треба да ги пратиме затоа што овој е историска шанса да некој што троши пари за глупости да ги стави може да направи пари. Ако немам две глави, немам две раци, немам две нози. Ја па што зборам, немам две глави, немам 4 раци, немам 4 нози, брат, нема, кафенци се тражи. И пивци. Или вино. Немам, другаре, 4 раци, немам 4 нози. Мобето е дека треба, брат, да пајме концентрацијата, да се истражува зашо, другари, овие се нафанале да брмбат нонстоп за таа технологија. Затоа што, другари, кеш и злато се слобода, стварно, и нема да ви ги дозволат уеднина да оперирате. У Америка, милион пати ви повторувам, не може да се купува веќе со кеш у голем дел од продавници. Не прифаќаат кеш, другари. Така да, овај братче кажува дека у 2026 е многу голема година за америчката економија. По теорија на заговор, 2026 почнуваат и многу добри работи. Дали крајот или почетокот на 2027 почнуваат страшни работи. Значи 2026 чим го темпират за крипто, значи и америчката економија ќе треба да е супер. Значи кога америчката економија ќе е супер, сите ќе купуваат Wall Street, сите ќе купуваат и крипто, сите ќе почнат да трошат луди пари и 2027-2028 може да биде страшно. Страшно. Другари, ово сте вие, не сум само ја. Че тоа па има тон. Другари, тука не сме ни уште стигнале. Ние сме тука. Значи, треба тај бул маркет, ки има, ке нема. За да застанете тука, брат, ки има, нема. Другари, треба да го поменете тоа. Не може вие сакате одма тука. Чулон за бул маркет ки има, и ајде сега кидеме all in за парите, утре што ми требат и брат, абе немаме бул маркет, леле брат, што да направиме? Брат, се упаднал 8 години, јас сум чекал. 8 години, брат, сум чекал за ова. 8. 7 фактички. 7 години сум чекал за ова сега, тука да седам така. 4 години сум фактички само на крипто. Зафркнаваме сега што не може да работам? Нема. Америка е на прво место, не сум ја. Не можем да одам против Америката. Ке си долу Македонија, Криптоакадемија правиме и Криптоакадемијата. Зимат се пари и седнува се братче видео. Брат, пари се земаат, дај да видиме што да купиме. Дај да видиме дали се направат пари многу. Па од тие пари
тие што се дојделе академијата да видиме што ќе се направи за нив. Замисли да речеме криптоакадемијата $1000 на година. Да речеме. Давате вие на мене $1000, јас тои $1000 откривам нови проекти. Купувам ги тие проекти, нега за после 4 години да речеме лут профит. Брат, ја нема си ги забравам одега сум направил пари. Мојата криптоакадемија ќе е друго јаче од за разлика од другите. Разбира, не може да е бесплатна затоа што ја во Македонија не можам другари да доам да древам. Секој ќе дојде, проблемот кој е секој ќе дојде, ќе ти го изгуби времето, на крај ќе ти исплюка, ќе се скарате и нема да биде се ше бесплатно, верувајте, нема да е интересно и нема да си го сванат за озбилно. А сега да не биде да наплаќаме, а знаеме нели у крипто кога да направиме пари, да не биде ќе наплатиме, збором наплатиме множеното со Славчо планирам академијата пола да ја не сум лаком. Пола со Славе академијата, ќе наплатиме, ама ќе видиме кои се трошоците за академијата. Јавно нели ќе се пресмета што е трошок за академијата, дали треба да се купи нешто технологија. Другите рестото да се види технологија нова да се најде да речеме, дел нова, а поголемиот дел Bitcoin, Ethereum, Cardano да речеме, ќе видиме со FlipMip да успеам. Флиповите ќе се прикажат, не само на тие од академијата. Значи, тоа што се уложило и тоа што е без разлика дали 5 души ќе бидат и 1000 или 100, тоа нема там срам. Значи, тоа зависи до луѓето. Тоа е сиромасна држава. Значи, $1000 на година не секој ќе може да дое. Зашо се цели $1000? Затоа што тај човек не може само да дое, брат, да дае $100 за академијата и треба да има $1000, затоа што ако има $1000 ќе има пари на ден, на недела или на месец или на година да уложи, пошто академијата ќе е смешна ако он има $100 купи академијата и нема никакви пари, брат, слава плата, ќе седеме, ќе има некој пат, ќе има да се купи, а ние ќе седеме и ќе се гледаме и ќе тражат пари од мен. Не знаеме што се веќе беше случило. Така да таа ефтината варијанта отпаѓа, али парите што ќе се направат ќе треба да се уложат, не у кеш да се чуват или у злато, треба да се уложат за да се види колку пари ќе се направат, за тие што се дојдели на академијата, која нај не очекува штрапата, братче, дали 1000 колку што е дадел, дали, брат, зашо пропаѓа ова, све живо пропаѓа и столо, да видиме колку, брат, ја ќе успеам да направам пари со тај буџет, за да видам колку ќе можам замисли си да ја врнам на нив. Значи, тие пари за академијата пасе фактички бесплатно, фактички спаѓа давајќи и после години, кога ќе се направи ово, кога ќе, знаете како е, имаш пари, после 4 години немаш пари. Еве ја, например, сега у вас, у театр што сум банкрот, брат. Не ми дават, сега итно ми требаше оваа година да земам минимум $100,000 за да ги напунам Cardano, за да го напунам AXX делумно, да ставам у Star Atlas, DAO Polis, да ставам у Bitcoin, да ставам у Ethereum, за да можем од Ethereum, од Cardano, од AXX, да речеме, од Star Atlas, од DAO Polis, да почне да доваѓа исто како што е доваѓало кога почна да паѓа. Ама Трамп ми забрани да одам на работа и таа година која што планирав да седам на компјутерот да трупам, не можам да ви ја прикажам и сега за тоа многу луѓе викат: брат, ама ти не снимаш видео како купуваш крипто, како да ти веруваме. Другари, ја во Америка не смеам да одам на работа. 6 месеци затвор без работа дозволува ако ме фанат. Трамп забрани и тоа беше крај. До точно пред една година ви кажувам, имаше држави кои што апсеа луѓе затоа што работеа без ово. Нем да мислите дека ово е само 6 месеци трапше она. Мајами дури пред 8 години апсеа луѓе. Има денеска има 10 луѓе у тај небърхуд. На месец има 1000 луѓе. И там се апсеа, јас затоа избегав од Мајами. Тоа беше пред 8 години. Многу луѓе забрават. Мајами јас идам супер платичка, супер станче, супер тоа. Таман почнав да инвестирам, таман почнав да се оправам. Брат, почнаа да апсат по улиците, јас избегав од Мајами. Джерси беше истата приказна. Таман 8 месеци почнувам да тражам работа и сите тие работи. Гледам, мене македонците ме дупчето здрав мозок со малата плата. Значи една година сум изгубил у Мајами. Една година сум изгубил у Джерси, 2 години сум изгубил у Мајами. Еве тука 8 години сум, нели? Ај замислете се да купив таа пицата и друг бизнис што пробав, да речеме за македонците донасам тај план, ама не ја видов луѓе што се дешава. Америка не оде по тај. Оде по теоријата на заговор 100% како што гледам. Не оде по оно што кажуваат тука македонците, балканците и телевизијата мети млеко да ќе тече. Што замислете си, после 8 години ако се зафркнев како Джерси.
или Мајами, разбираш, почнуваш да купуваш, да инвестираш кревети, мревети, по дома, чуда, кажи го, почнуваш да инвестираш у крипто, накрая тоа што сум инвестирал у крипто, да ја морав да го продавам за да си селам у тука. И дури на заем морав да земам пари, 4 години у Америката и на заем требаше да земам пари за да се преселам ово. И сега тука истата приказна. Таман, брат, ја треба да се оправам сите работи и ја треба сега да напуштам Америката. Значи, колку работи тука ще ќе останат, среќа не сум купувал многу де, среќа колата е продав, иначе ќе отиде сигурно $30,000 од дупката. Само ако инвестирав ово. Ја как ќе отидам од дупката, маса од $600 ще имам, постилнина имам стварно, сега, квалитетна постилнина купена од $300-400, пошто таа постилнина, другари, ми беше тест фаза у теоријата на заговори, ако најдам таа постилнина да може да донесам во Македонија, ја би ја донесел. Пошто таа постилнина сега може да се најде за $200. Мобето е канадска гуска, кажи го, пердовите, нели, викам ајде да видиме колку ќе топле и колку ќе, нели, квалитетна и колку квалитетно ќе спиеш. Сега и за $200 може да се најде. Мобето е, има доста квалитетни работи што сум ги тестирал. Сакам тие луѓе, бат мајки тука што ќе стане тракијицо, да можеме да ги донесеме во Македонија и у таа академија да се продават, да речеме, на тие луѓе од академијата со попуст, нели, ќе се продава. А на ние другите луѓе ќе се продаваат на нормална цена, што нема да е некој лут таму, да речеме, профит да се прави. Туку ќе е реално нешто, ќе се прикаже колку кошта, нели, транспорт, лиценци, ја па лиценција, ово ко се вика. Па да, валјда лиценца ќе треба за лупам сега дозвола за да се продаваат тие производи там. И тие производи што ќе се продаваат, да речеме, што сум ја недел тука, а ги нема во Македонија да се општо корисни, да речеме, тие луѓе од академијата ќе имат намаление, а на другите луѓе што се продаваат, што често ќе пазаруваат, ќе има па некои бонуси, да речеме, намаление 10, 20, 30%, па купува ностоп продавницата, па у академијата има. Значи, сакам да направам концепт у нас да се врте бизнисот. Тие што се од академијата исто да може да продават, у нас да се врте бизнисот. Не само со крипто, значи да си правиме бизнис меѓу нас. Фер, поштено, со договор, не, тука се караме овака бело на кабело. Значи, брат, таа цена даваш. Зашо ја даваш таа цена? Зашо е онаа цена? Значи, академијата ми е луѓе, ние да направиме на заедница на луѓе што ќе соработуваме у разни сектори, не мора само крипто. Значи, земјоделие там и други бизниси. Значи, тај дознал нешто у таа држава, одеме купуваме го цела екипа. Тај дознал нешто у оваа држава, одеме цело и снимано. Затоа сум купил тие камери. Снимано, ќе снимаме подкаст, нели, да има на виделина, брат, тој и тоа ќе се прави. Не уте да рече, ама зашо е таа цената? Затоа што е у Америка таа цената, затоа што континуира е таа цената. Разбираш? За да дојде до кочени таа цена се е потрошила, треба да се плати луѓе, товарил и стоварил. Значи, многу луѓе у Македонија се уште многу назад. Со тоа, например, кој ќе рече леле многу е скапо. Не е скапо, другари, секаде. Значи, ќе има луѓе што ќе продаваат типо реални цени. Значи, тоа ми е целиот мобет, разбирате. Значи, еве тие Mastercard и Visa, тие што ме пратите од старите видеа, значи, овие плукаа по биткоин ни присуди, гледај што ја направи. Ама они сега не плукат виши. Значи, сега гледај ние што гледаме. Преди 11 години ми се смеја, брат, луѓето кога зборев на овие теми. Не дека сум ја Нострадамус или внук на Баба Вања. Другари, ово го пишуваше. Ово секој што можеше да седне да прати такви канали по теорија на заговор, секој другари можеше да дојде до вода. Не сам ја нешто открил топлата вода или дека сум нешто поеден. Интересираше ме да истражувам за античка Македонија, интересираше ме да истражувам за воземјани, интересираше ме да истражувам за христијани, за муслимани, за будисти, за католици. И брачи, полека сум ги стренирал мозокот за тие теми, во само си лежи. Моите подкасти смешно да не саат, дум, кажам нешто, кажам нешто, колку и да звучи свешно за географија, за теорија, мозокот си вика, чекај бе, ако вај чепка тие работи и ја ќе почнам да ги чепкам тие работи, мозокот, братче, знаеш ков сунгер? Тоа, брат, нема крај. Не, мен да ме остават, ја можем и 100 сата да брмлям нон-стоп. Проблемот е Господ кој ме е креирал, да може да ископам информации, да дознам дали се лажни и вистински, ама не можам да ги пренесам како насител телевизија. Тај па насител телевизија ги чита, знаете, мислам, јас сум страшен оратор, брат.
да земам да читам. Да читам, брат, можам 3 наставници по македонски се ми изкарвале, викат, брат, и еден по историја, вика, човече, можев да читам у тоа време, за да си го проверам македонски, да излегнам да читам како, брат, тај денео вика, како Хитлер, ја викам, ало, вика, не у таа смисла, значи, вика, читаш, вика, запалваш ја маст. Тоа е комплимент пред повеќе од 20 години, другари. Значи, 25 години, пред 25 години комплимент. Која знае Љубинка по македонски, у металната, исто ми искараваше само мене, најчесто пред таблата да читам, ми даваше тие нейните там книги, таа жена сметам за многу строга и треба да биде така, и начинот на кој што траеше почит спрема неа да има, стварно го ценам. Многу работи сум научил таа жена, иако беше, мислам, исто гласала дека ако ја останам у тоа школо, у металната како професорката Рилка што беше гласала у Виницу гимназијата да ми спадат, мислам дека една од тие што беше гласала у тајниот совет и Љубинка по македонски, али не можам да го најдам професор кој што беше пренесел на татко ми, Бог да опрости, што татко ми починат не успеа да ме пренесе сите информации, али некој да ми каже, разбираш, али знам дека е кажала дека тој човек му правам за добро, не заслужува да биде во школа. Ја викам, таа е ненормална жена. Шо збора таа жена? А она убава ми беше кажала. Вика, за другите часови, и она беше таа што ми искара, мене ми фалеше само еден час ако ми искарат, дека мора да го напуштам школото, металната. И она улегнав, и ми вика, еве, знаеше, и ми вика, еве, ќе го запишам тај, такво, и иако сум там. Вика, ќе го запишам тај, дека си одсутен од часо, затоа што вика ти си вика фантазер, вика ти си друга димензија, вика ти вика треба да не се губиш тук времето. И си го напиша, неоправдан, мене ме викна и ме испади од школото и после кажа там имал сум 300 неоправдани. Значи брат, ја уствари 20 сум бил там колку месеци устари. 20 сум бил брат на школа. И не знам, таа последната такво, јас не одев на училиште, другари, ја ви кажам, јас одев да истражувам. И на терен, и да читам и све. И собирав информации. И ме викат, зашо не да одиш? Викам, затоа што сванав дека луѓе, ја не сум обичните речи на заговор. Јас сум човек што идел и сум одил контра од 5 до 8 оделение на сите наставници и професори за историја, за географија, дека не е така. Значи ја уште од тоа време знаев дека картата на светот не е така. И не се сеќавам кој професор ме има извадено од Југославија карта. Еве ако има некои родители или роднини, професори или наставници по географија, да ги прашат дали имат видено постари, не се овие од младите. Значи постарите, што валјда треба да се сеја пензионери, да прашат дали ги имат видено тие карти. Таа карта ја имаше у металната. Матно ми е дали ја имаше Спиро по географија, дали ја имаше, он ни беше класен, дали ја имаше и кој ми пиша, алалда му што ми пиша дека е жив и здрав. Значи човеко, ја би го посетил. Знам дека живее там негде кај базенто живееше. Би го си посетил да го прашам на таа тема. Сега нели одам, шарам, ово кажувам, нели кажи го за теории и тие работи, пошто многу македонци ми пишуваат. Еј брат, ставај чак пат нешто од тоа. А ставајки за тоа, они гледаат и за крипто. И двотројца имаме нови, вика леле брат, ја вика гледајки еден другар вика гледа го вај кажува, нели лупа, еден вика лупа, еден вика кажува такви чак патни сајдерски информации. Тројца, четворица имаме нови у крипто, што си купија Кардано. Че на која цена се купили фактички, не ми кажува. Не е на 0,55, тоа е паднало. 6% кога падна за 24 сата? 58 ли речува? Да, на 0,58 се купили фактички. Нема ништо страшно, ако ме гледат сега, значи може да си докупите па. Мобето другари е, постојат многу јаки луѓе у Македонија со информации, ја од тие луѓе сум црпил информации. Значи мобето е, ја не сум одил на школа у таа количина како вие што сте одиле и затоа сум поразличен како ги гледам работите. Али сакам вас да ме направам исти, не приближно, исти како мене да бидете, затоа што другари вие имате проблем, дали ќе има бул маркет, леле ќе нема, ќе ги изгубили парите, ќе изгубили работата, затоа што школото ве припремало там. Ја не се плашев да го напуштам школото,
Иако мајка ми викаше, леле, сине, срам си за ово, денеска ја не сам срам. Значи, денеска гледај колку луѓе ме гледат менека. Брат, 2358 луѓе, ово ми имат гледано тука, видеото за жал ми се избришени од 100.000, 8.000, 2.000, 1.000, 13.000, кај доктор Горан беа 30.000, кај ово беа 5, измеѓу 5 и 7 милиони луѓе од Балканот ми има гледано на Happy TV. Замислете си. А на подкастот, брат, дали 2-3 луѓе ми имат гледано, ама нема логика сега втор пат да ме гледаат. Тоа 2-3 луѓе што ме гледале на Happy, фактички се тие луѓе што фактички се тие луѓе што не се гледале и што се заинтересирани за крипто. Ама иначе луѓе, овие тука канали што се направени за мене е стварно достигнување. Мислам да ти викнат, да ти речат вторник и среда ти даваме по 30 минути добро јутро Србија. Брат, ја кидам, имам што да зборам, само да се концентрирам. Имам што да зборам, тука не можам да се концентрирам, оти другари македонски виши почнувам да се... И е лошо што не сум обкружен, ми треба енергијата од македонците, разбирате ли, за да действуваш. 11 години многу ја што сум настран од македонците. Почуваш, не дека се американизирам, ли, нема ми енергијата, треба ми тај воздух, треба ми таа почва, треба ми таа средина, разбираш. Некој вика киешки ти изнервират, треба ми да ме изнервират. Мене се ми изнервирале комшии, пријатели, другари, па јас сум станал плюс оваков. Изнервирале се ме професори, наставници, па сум станал оваков различен. Разбираш? Ама научил сам дека тоа што се ми изнервирале и што се ме онаделе ми е лекцијата, брат. За мене достигнување, знам си единствен доктор што има почит, разбираш, од мене, ме е викнал, брат, на подкаст и него типично го избрав. Татунчо исто, секому чест, имаме викнано, ама не, мислам дека Славчо беше за него, оти знаев дека Татунчо ќе прашува повише за технички работи. Ја не сум за технички работи, јас сум за теории, сакам като Татунчо кога ќе добам да биде подкастот за теории и крипто, затоа што у тоа време ако идев кај Татунчо на канало и отидев како Инфомакс баш упаднав за теории, многу луѓе беа исплашени од криптото. Тоа не знам дали го има гледано, имате го гледано видеото. Чекај. Ово е, фактички, леле, викам, брат, нема го. Значи, ово е, гледајте ги, тие што се новите ги изгледајте овие подкасти и тука имате подкасти исто. Изгледајте ги тај подкаст и стај, Инфомакс истиот. Изгледајте ги тие подкасти, ќе видите дека ќе ви се смене мајндсето. Ќе ви се смене дефинитивно мајндсето. Прво може да мислите, леле, ово е глупост и шо, човек што од 2 школи тактички е напуштил за да истражува, у историјата нема таков човек. 2 средни школи. Луѓе, одам си од школото, ја немам што да научам од вас и си одам. И си отидов. Сум првиот македонец што може да се пофалам дека од 2 средни школи сум си отидел, не дека бегам нешто да правам, бил сум дај на кафе и на тоа, али сум бил поради тоа што сум сврнал дека таму немам ништо што да научам од комунисти, кои што стават точка за мислам, јас сум научил многу од нив, онова каков не треба да бидеш и какво не треба да биде училиштето, али луѓе што стават точка за петка, точка за кец, па забраваш што точката дека му била од тие стар у години и кој ти е татко, кој е директор, кој е партиски војник, тоа ниту е соодветно оценка, тоа е само там, брат, ако си слаб карактер, само да ти направат, да ти набутат депресија, за утре ти у криптоберзата да не можеш да одлучиш, брат, ти пиеш 4 кафиња на ден, 3 кафиња го ставиш у крипто, пушиш 2-3 цигари на ден, 2-3 пакли на ден, ако скратеш 2 и ако ставиш у крипто, пијанчиш се нон-стоп, брат, ако скратеш 90% и фамилијата ќе ти биде посрекна, и децата ќе ти биде, и здравието ќе ти биде, оти 10% од тоа што си пил алкохол е здравје, 90% да ги ставиш у криптото, другари, не може бе, брат, да не ви се смениш живото, брат. Прво толку ти рече, овај беше алкохолик, другарите ќе ти речат, гледао престана да пие и ми стирал нешто после 4 години или после 8 ќе речат, гледао направи пари. А алкохолик беше, а кафе шема беше, а алговарач беше. 4 кафиња, 3 ако стајате, што сите ми се смеја, а на крај многу луѓе почнаа да разбират, чекај, вика, пари имам.
3 кафиня, другари, ако ги ставите у крипто, здравето ќе ви се подобри. Заместо 4 кафиња одите на 3. Здравето ќе ви се подобри, брат. Затоа што сметајте колку луѓе познават со колку шеќер го надуват. И колку тоа е кафе не е органско и пестициди. Колку е па органско, а е со молт. Така да, луѓе, овие мои бош мобети што ви личат на бош мобети, A little bit. You never know. ќе ви ударат после една година, после неколку месеци, после 3 години. Верувајте, нема зашо луѓето не се благодарни. Затоа што вие нема да се сеќавате дали заради мене сте се променили или заради Рајко или заради Петко. Вие едноставно се промените и мислите, вика, да, ја, вика, го направив тоа. А не е точно дека ти сам. Јас сум денеска сум тука дека сум благодарени на родителите, на роднините, на кумшиите, кои што стварно не достига да се испокараме нешто за значи кумшиите, професори, наставници. Значи јас сум таков како што сум. Заради сите тие кои што универзумот Господ што го е креирал, ти ги среќаваш на таа патика, ама ти патиката ја избираш сам. Разбираш? И ги среќаваш и тие те образуваат тоа што си денеска. И кога ќе умреш, братче, пак ќе се родиш, пошто не си дошколуван, ќе се врнеш тука, ај на друга планета, друг мултиверс ли ќе отидеш, смрт не постои. Така да, луѓе, грешки исто не постојат. Се е школа, брат. Сега зависи нели грешката може да биде побрутална од небрутална, али луѓе грешки треба да правите. Не такви лоши, штетни грешки, да речеме. Ама грешки овакви, грешка од тоа што мислите дека сите тие работи што конзумирате многу бао се осеќате, многу ви е добро у живото, брат, не може да ви е добро да сте алкохолик, не може да ви е добро да сте кафе шема оговарач, там се карате, не може да ви е добро да пушите и цела фамилија да го уништите исто здравјето, отшо тие пари да ги ставите у крипто. И да ги изгубите, да сте ги избрали погрешните токени и коини, после 4 години, братче, ќе ставите, ќе дојдат и вашите 5 минути. Его, брато, сите плука. If it's going to happen or when it's going to happen. So I was a little bit surprised. You know, the president said he didn't know you. Did you know him? I think what he meant is he doesn't know me personally. We have never met. We have never talked. So I think. Сега да не ја тупиме 2 минути, што е мобето. Овај човек, другаре, беше у Сиетл. Ја не успяв да го најдам. Немам толку моки тука. У Македонија да бев секој ќе најдам нешто. Државата за жал нели не функционира со протекции, некојаш користни, у принцип треба да нема, ама тоа е Македонија. Значи мобето е луѓе, све е плански. Типо си ја креира берзата, одработи си ја за најдобрата берза, дојде за сите тие работи, на тај начин да функционира таа берза, требаше да биде нешто што американците го гледат као криминал, дојде не Binance уништена, дојде типо одлежа тука, за мен Binance се остави, Binance.USA се креира, шо е финтата? Значи наредни ако нешто направи глупост Binance, ќе ја толерират американците за тоа што премногу голема трилион, више како банките. Видели сте некој банкар од овие тука, Bank of America, Chase, кој се викаше на Wells Fargo да отиде, посебно Wells Fargo. Видели сте некој да отиде у затвор? Не. Wells Fargo е најкриминалната америчка банка. А не е отидела у овоа, каже го леле, 1 сат, помина како 2 минути. Ке си ставите на 2x другари и ке ви е 30 минути видеото. Мобето е луѓе тие големи берзи не може толку лесно да пропаднат. Мобето е другаро е изберен. Кажав ви, типо е по-заебана фаца од теорија на заговор од мене. Типо е брат изберен да проповеда со извинение, братче, за крипто. И ке си ги изгледате овие работи. Ке си ги излистате, другари. Ако најдете време да ги излистате овие работи, што ги брмлям, еден саат ги време брмлям, а не сам ги прекажал целосно, вие значи најделе сте стрпливост и за крипто. Окви ги плашат американците, гледај. Кога се чуете кој продава. Кој маркет кап објава, можно е да иде до 50.000. Нема шанси да отиде до 50.000. Нема шанси. И овие се плашат, продават, леле ќе истрейдаме и кој ќе рече, ама ако самите логиката правите нелогично да ви звучи. Значи викате, абе брат, зашо да купуваме крипто, ако е така сите ќе станат богати, купите крипто, паѓа качува се и вие викате леле ќе продавам шо биде, па нели сите ќе станете богати? Значи кога ќе станете сите богати кога вие брат не знаете на која планета сте?
Другари, вещерката, че шо, леле, National Guard. The president didn't. Shut up. I did not refuse the National Guard. The president didn't send it. Why are you? че да не ме блокират заради песната. Бати, сатанисто, брат. Аз съм видял сатанисти, брато мои 40 на година, але не знам, брат. Я мислям дека цело време да отвориш и дека ки има робот или вонземјанин ки излезе од неја, брат. Какво гнасно створение ова, брат. Зборам за колку работи съм видел и читал. Мажу и го фана со друг маж. Тоа може на YouTube да си најдете, уште мистерија не е разрешено, брат, тај сакаше да го бие. Ова, другари, не знае на која планета е. Гледај сега. Промашил сум, че да не ме го блокират овоа. Значи 223.500 е платата. И како бе госпожа ти направи 280 милиона, а немаше, нека речи, мојата плата била мала, а како сум јас станал милионер. Јас земав на заем пари за да стана милионер во Америка. Немам ја ништо направено. Сите пари од Америка што сум ги печелил се другари потрошени на живот и на сметки и на селење. Моите пари, правил биткоин такво, дојден, некој боболячка шеташе, Welcome in America, мојот прв милион е дојден од пари од заем. Од банката 10% ми е портфолиото направено, 90% од заем од газдата на куќата и од заем од пицеријата. Ја не крием, затоа што со америчката плата ја не можев да купам крипто. Многу луѓе викаат, брато, идете во Америка, станат. Јас со америчката плата не можев да купам крипто. Зашо? Затоа што ја дојдов во Америка, не да седам како Македонија така, да работам од сабајле до вечер ништо. Ја дојдов во Америка, да видам Америка, видов го Джерси, видов го Њу Јорк, видов 17 до 19 држави, видов го Мајами. Што това е модравата гардероба, колко е буџето, технологија колко е буџето, на кино, да јадам, да пием квалитетна храна. Нигде не сам се пијанчил, затоа што не може да речеш пијанчество во Америка беше, у Мајами беше на мене, ми дава $1 пиво. Ако дојдам пред 8, ја донесев 20 луѓе таму. $1 пиво, бакет, кофа ми дава. Јас сам превеше направил аналитиката, овие идат, купат, пијанчат се, друго пијани су 9 сато, ја братче идев у 10 до 9, купам 10 кофи, ставам ги на масата на газа, смета ли ти, не ми смета. И си ги пиеме, братче. Нека да бидам таков да ја покажам мојата бизнес аналитика, да земам да ги продавам, зашто треба да си спотепам таму со газата и со тоа. Купив и си пиев скромно и сите околу мене ги частев. И они си вика, леле, брат, како бе така, вика, $11 пиво, вика, имаш пари. Ало, брат, пред еден саат пивото беше $1. Да сте дојделе, да сте онаделе. Значи, ама, шо толку рано? Брат, поседеш, направиш си мобет. Што сакам да кажам? Нека нешто се курчам. Поразлично сум бил од другите. Видам ја работата и ја имплементирам. Разбираш? Имплементирам ја и пробам да бидам комплетно друго јаче од другите. Разбирате ли? И одев да живеам, да видам дали од сабајле до вечер по кафичи, кафичи, нели, кафичи. Места дека ја јадев, Бојан знае, може да потврди, ја јадев само надвор. Ја дома немам јадено. Едино Бојан Цимерон, таков готвач не сте виделе, брат. Едино онако нешто наготвеше, па ја там дома да пробам. Иначе ја дом немам јадено. 2 години ја немам јадено дома. Едино Бојан кој е направил некој специјалитет, тоа не може да се одбие, пошто 5 звезди ресторанти не може со Бојан, брат, што ми беше Цимер. Македонец тип. Такво е да и не сте јаделе. Ја ден денеска немам јадено такво е да и. Мајка му па една торта, кај што вал сум старите подкасти што направи. Брат, ја сидам у Скопје, ако не најам таа жена да ми направи торта ки платам, брат. Не сте јаделе, парена торта беше. Не сте, лиги ми течат. Такво нешто не сте јаделе. Јас сум таков човек. Значи сакам, брат, да ги открием сите работи. Не може некој да ми кажува од Америка што е бил по цел ден на работа, па после заглавило у сообраќај, па дома се кара со фамилијата, да ми каже на мене кој што јас сум бил теата работата тука живеам. За минута и пол ме носеа со такси на работа, оти тога имаше Uber Share за $2, $1,5. Тука живеам, тука ми е работата, од работата натам ми се сите кафичи, дискотеки и ресторанти. Од тука дома за $1,5, 2 Uber, што ја од бакшиш ги правев, што се вика без пари беше. Туш, од тука преку мосто за $4 до $5, $6, ретко 10. $4-5 бев у Саут Бич
Или Обрикел, не Обрикел, не се казва точно колко беше, у Саут Бич, кино, шетание, али информация и влечение, другари. Шо ме за крипто, шо ме за Wall Street, шо ме за Америка, шо ме за Завод, шо ме... Нон-стоп бръмбляния и изпрашувания. У Майами, стварно, брат, имаше кафич италиански, дека ти седнеш, все некои италиански ти дойде, латиното повече ки ти дойдат, брат, латиното ти е като таксист, се знае, брат. Един от него ще повече сбора една са латиното. Това брат ще не затварят уста. Собира в информация и ако ми рече някой, брат, ти за Америка. Брат, я бев, боя може да потвърде. Дома не е му лезо на 2 години, освен да спием. И то спием само 4 сата. И да гледам техничка анализа гледав и мало е денови кои история, да речем е страшно невреме. Техничка анализа съм гледал кои си дойдам вечето от работа от 12 до сабайле до 8. Спал съм 2 сата па на работа. По 8 сата съм гледал техничка анализа, ако е мало. Един от тогава съм се онадовол. Нели сега надвор тропска бура, страшно нещо, не как идеш. Нема, све е празно. Съм гледал по 8 сата техничка анализа, гледам, нищо не разбирам, таблицата не я знам, множение, събиране не знам, додук, седам, гледам и после някое време мозъко почнува да ги разбира тия чартовите. Седнете, гледайте, видео да гледате за чартови, разбирате ли? После някое време, другари, мозъкът ки почне да ви отбира. Али, шо е това? И аз ова, какви сатанисти ще ги гледам, сванав дека трябва да вложим у крипто, а не у Wall Street. Свагате ли ми шо е мобето? Върти случаи, прошетавени за Америка и ви кажав на тия, ви отговорив, шо сакате упораки да знаете, защо я брат, че не съм уложил у Wall Street. Имаше църни канали, можеше да се уложи да давам на мои приятели, ще имат амерички, ще и верувам, дека никой ще няма да ми ги украдат парите, има такви македонци, има такви балканци. Можех да й давам, я за Палантир, ко спомнав, брат, Палантир не беше още. Я трябва да видам, не знам, кой знае, мръзме сега да проверям, Палантир от теория на заговор. И аз знаем дека ќе се появи, али не толкова, брат, кажи го, пред толкова време. И викат новия луѓе, постоя некој такво чудо от технология, воземанска да не е, alien technology, викам, брат, стаеш ли я се живо ки има мониторинг? Тук ме прави ненормален. И я после ми е забравил, како зикеш, например, брат, викам, леле, шо е, 1300%. Да сте купили, да сте направили, брат. И аз не можем сега да помням. Я на ден ме побръкват, брат, с информация. Побръкват. Палантир, за Тесла, за Boeing, за Nvidia. И аз борев тук преди 11 години, вие ме прави ненормално. Преди 11 години ги проведете цените. На македонците преди 11 години изборев за Wall Street. Тука шо се. Глупости. Они купува компании за марихуана, ке било това, псите изгубия. За веща интелигенция, псите там бабъл изгубия. И не знам защо друга. За нафта купува и за глупости. Ни един парен не е направил. Да купя Тесла, да купя Boeing, да купя от това време, да купя Nvidia, да купя Палантир. Те брат, 4 акции. И имаше и други, само не се казвам от теория на заговор. Имаше и други, ама не ги помням. Я е в лист напишено, с усите работи спадна така. Не дека брат ще да речете, се курчи нещо с извинение, дека съм погодил. Нищо не съм погодил. Това си го пишуваш от тия канали, така ки биде и така биде. Нищо не съм погодил. Едноставно съм го прочитал и доволно напредно изкуство имав на терен. Разбираш, тук може да потвърдат. Пикси може да потвърде. Я, братче, 24/7 бев по кафичите. Сити мисля, кафе шемата. Ради гайдата, брат, чисто на Пикси, брат му си ти вика, гущера, брат, преко глава ме гледа пат, само 7 аз. Я, брат, слушав. Слушав от комарджиите, слушав от тия сите шоуат на работа, слушав от докторите, слушав от политичарите. Ушито со извинение, никош не съм ви дръмал на нас така. Али, пиев си кафенцето бавно, 2 сата, не дека не съм имал пари, секој са ми давали моите роднини, приятели и родители пари. Секој съм имал пари за кафе, тие ще ми знаат, секој съм имал да бидам добро облечено, укочен, не претерно скапо, добро облечено. Нито една тепачка не имам, нито една, кажи го, я да съм почнал проблем. Нито една тепачка, нито един проблем. Ден денеска, кой левел на луѓе се останали, што ме почитувате, страшен, разбираш ли. Кој левел на луѓе са ме поканели низ цела Македонија, ке ви им дали се стоят на зборо. Нели, тоа е до нив, не е до мене, они сепак са ме пофанели, имам пораки, имам и повици. Мобето е, другари, сите може да бидат како мене. Не сум ја ништо по-различно. Сите луѓе може да бидат како мене. Зашо? Затоа што, братче, треба на терен. Идете и треба да слушате, брат,
процентуално е невъзможно ти от този момент да излезеш и от този момент да го сретнеш комшията, от този момент да го сретнеш другия комшия, от този момент да сретнеш тай таксист, от този момент да сретнеш баш от окав, нели, кош, никой няма народ да речем отредено време ти още на кафе, ще има да ги сретнеш тия луги, ако киш да седнеш от кафиче от окав град, тия луги да седнат до тебе, значи се е патика, защото ти си я избрал и трябва да знаеш защо си избрал. Не е то рандом, брат, ти си идел на кафе, рандом си сретнал некой. Трябва да направиш мовет с него. Трябва да видиш що е. Негативно, позитивно ти трябва да направиш мовет. Трябва да видиш защо тай ти излава от този момент на то дека е. Рефреш правиш, излава ти нещо, брат, и видиш обикът. Ей, чекай, това сликичка интересна, дай ки видим. Трябва да го гледаш. Трябва да го гледаш. Ни едно не е рандом. Милион видео постоят. Милиарда видео постоят. Нищо не е рандом, луѓе. Taj универзум е креиран на taj начин да ти гледай. Ово е патека, брат. Може вие да изберете, шо ќе изгледате и таа патека не е точно дека Господ се ни е предвидел и така ќе биде. Не, вие бирате. Он е креирал универзум и карма. Универзум е машинеријата која што вие ќе излезете и имате от дома, имате другари, кога ќе спаднете през градата, имате много насоки. Може и поридо да вземете, да фанете. Ке сретнете кај овчар, таа овчар ќе вика луѓе платата е супер Македонија, може овчар ќе бидете. Со овчар, братче, може ќе взимате по-добра плата и поки сте срекни от компанијата. Надвор сте, пушите цигари, кафенци, овците ќе ве слушат шо зборете, со никој нема да се карате, сега колко и да звучи смешно, али пази. Ти си надвор, брат. Дишиш чист воздух, може да се облечеш патиките, да ги ставаш на тревата, имате граундинг, така ли? Може голо, ако сакаш да се облечеш, да уживаш, нема со кое да се скараш, се нещо ќе видиш природа, вака, вие, брат, трябва да идете на работа, па после шо се, чекай да гледам видеото, трябва да граундинг да направим цяло време со патки. Брат, чекай, овчо и козио сирење, трябва да вземам протекции за некој да го купам, леле, најскапото е. Беше овчар, гледаш. Се нещо си има марифетче и финта. Секое нещо, брат, што ќе осретнете, се нещо може да научите. Се е школа, другари. Дури аз сега лупам да речеме од оваа тема, брат, верувате ли дека и ово е школа? Лупањето на глупости, на овакви информации, ќе ви донесат некаде, брат. Верувајте. ја така сум гледал и ме донесеа до оваа позиција. А па на Крипто Академијата ќе видите, ќе биде уште поинтересно. Путин, брат, забранува у Русија, сите го правеа ненормален. Сега кажи, од биткоин никој не може да го банира. Сега те па слушате. Другари, ние сме тук. Тия слики, тия видеа, не е за taj човек, сликичките само надавате. Не е за джаве този човек. Че един принт скрин да му направя много фаном. Чекай, сад веке гасам доста помина. Другари, мобето е дека трябва, брат, нон-стоп да слушате некој што зборе и нон-стоп да брмляте. Зашо? Јас сега наприв од еден сад комплетна терапија. Не ми треба ниту психијатар, ниту психолог, ниту доктор, ниту никој дома. Направил съм го, знам дека ќе има 400 луѓе ќе го слушнат. Тројца да го слушнат, фајда е. Се на некој ќе му промене насеката, брат. Другари, ние сме тук. Јас сам овај. Треба да гледа уште колку многу луѓе да почнат да брмлат. Енос ќе почнат да се снимат видеа за крипто. Енос луѓе ќе најдат нови коини. Енос нови токени ќе најдат. Енос нови луѓе ќе најдат у гейминг индустријата. Другари, 4 до 7% е у крипто. Не и да нема бул маркет, да речеме најлошото. Иако ја тоа не верувам. Да речеме најлошото и да нема. Другари, секој треба да си знаете 8 години. Сега ступаднале 8 години. Следниот, брат, ќе ви надокнади из овие. Иако јас знам дека ќе има бул маркет. Да речеме најлошото сценариото, нели сепак, комета идиш, може да е во земјани, може нуклеарна војна ќе почне, може блекаут ќе направат многу порано. Така ли? Може сонцето ќе експлодира, ќе спраше технологијата и електрониката. Да, ќе оправат технологијата, ќе се оправи сонцето, ќе се оправат и од нуклеарките сите што се плашат, а не се толку страшни. 8-та година има циклус кој што треба да има бул маркет и вие да направите профит. Тоа е, другари. Значи има си циклус кој што
Мора да заврши, брат. Овие сигурно не се другари морони. Сите оето Дубај. Идете бе, брат, Дубај за 500 евра 10 дена. Идете по тия бизнеси, па да, збора со менаџерот. Ке дојдат, тоа се културни луѓе, брат. Таа живеат најкултурните, брат, луѓе. Ке дојдат, ке ви кажат, прифаќаме крипто, не прифаќаме. Зашо прифаќаме? Шо е еднината, шо е план? Брат, јас праќал македонец, вика, да бе, кој ќе ти правим обет? Брат, со милионери, со мултимилионери има правен обет. Брат, тие луѓе и од ке нив има лоши и добри. Ке застане секој брат кој што го прашта, ако му одите со добра намера и со пристап како што треба, на мене што ми се смее, ја во Њујорк што сум правил со милионери и мултимилионери мобетни, ми се смее, пази, ја денеска на плажата, там испод 4 милиони долари куки нема. Значи, шта е шо е? Шта е шо е? У Њујорк, значи, ако работи на берзата и ако работи по тие офиси, не си Пелоси зима 200.000 долари, тако, чи 30 години работила. Сега нели ај не е од таа плата почнала, шо е? Чи милионер. Така да луѓе, гледај, кој ќе рече, шо не останеш да живееш? Како е, брат, да останеш да живееш? Толку пари се дадеа за Украина, толку пари се дадеа за чуда. Нас не сега моментално и лаптопот ме снима. И камерата исто пренаса, и телефонот ме снима, и телевизорот ме снима, и целата електроника ме снима, и сега нема тука кој да го оправа ова. Не можем да верувам дека не е оправачко. Оправачко е, другари. Оваа држава толку е напредна технологијата што не може да се продава ниту вакви, кажу, Калашников ли ово? Сигурно е Калашников, ама некоја кинеска верзија. Мислам дека е Калашников. Не Калашников, ој некако беа по таа верзијата што имаше Југославија. Забрави. Нема да ми текне. Али мобето е, ово да ми кажеш дека не може да се спречи. Денеска луѓе на стори ви покажав, идете на стори, кај мене на стори, другари, чекај. Другари, тука ги се изгасам, гледајте колку американци изгубија работата, кај мене сторито ги гледајте, 200.000 луѓе пратат. Тајланд, това русинката, Кина, фала на доктор Горан. Гледаш ке забравив. Доктор Горан е правил, чекај шо е пишал 2019. Абе, зашо ово не застана? Како се правеше да... тука. Значи, доктор Горан шо е пишал 2019 година, правевме видео со криптогуги и 2019 година. Правевме видео со криптогуги на тема криптовалути. Тогаш со денови учев за технологија, блокчейн и има курсиви на YouTube од MIT и направив неколку лайв разговори на тема крипто, па решив да вложам сума за која нема да ме боле главата ако изгубам. Гледај сега, доктор, ама шо вика? Истражувал и доктор што има добра плата во Германија, става пари кои што нема утре да се каја за истите, разбирате? А докторе може да стави многу поголеми суми на пари. Проблемот кај вас и кај докторот е разликата што гледаш, он има сигурна работа, нели, како доктор, зима добра плата и става пари колку е дојдел до левелот нов е дека е истражил и пари што нема утре да му прават проблем во фамилиите и нема да го боле главата. Разбирате ли? Кој ќе достигне до тај левел, ќе направиме и второ интервју после bull маркето, докторо ќе уложи и повеќе пари, брачу, крипто и ќе има повеќе. Ја го разбирам оти, он 2019 е голем чалендж да направиш овакво видео, дека ако не испадне добро, што испадна, тогава биткоин беше многу мала сума и Cardano и Ethereum, докторо може да си мислише, нели, да не може да преземе одговорност. Чекај, јас сега доктор, а зборевме за крипто, многу е напред таа верзија и затоа го верувам дека, нели, до сега не сме направили ни еден подкаст за да видиме што ќе се случи, ја кажав просек, нели, 8 години. Фала на доктор Горан, здравје, да помине bull маркето, ќе има втора тура, такво, кажи го подкаст. Blackout се спрема, не може да проценам која година е и ќе ви покажат дека биткоин може да функционира. Зашо е наопако видеото? Луѓе да видите у Америка, гледајте ги, сега да не ја тупеме. Гледајте да видите у Америка
Ово е 670-680 долари веце. 30. Споени, толку кошташе Алкај Бич там, тај менеджмент да го направи тоа веце. И некој нон-стоп го крши. Значи, у Америка имам истите проблеми што ги имате по Македонија. Тука луѓе ќе видите, сега да не ја тупам, го вецето замисли, ово е 670 долари. Ово е екстра, не знам дали е платено после години, ово скоро го нацртаа, ово лето беше. Дали е гратис некој направен или го платија, пошто овие бои не се ефтини. Дали гратис тај уметник го направи или е платено, не знам, али без овие бои, обична боја мизерна преходно, овоа луѓе кошташе 680.000 долари во Америка. На мојата комшика, што сум ја чак пат покажувал куќата е пола милион, моментално ја градат на два спрата, ако сакате ќе ви ја сликам. Значи вецето Америка 670.000 долари. За тоа не ми се свиѓа, за тоа што брат Америка исто си има проблеми брат како другите држави. Ја плажата што ми е блиско до куќата, гумнарија, мириша, страшно е. Ќе видите и ќе се шокирате брат, имам видео доказ дека таа плажа ти не смееш да улаваш, не треба да улаваш. Тука на во видео, гледај. Кучиња у паркот треба да има, а има серат со извинение на плажата и ти како ќе еш да лежиш, кој јас сум лично видувал. Не сум видел да лежам, чисто што сум поминувал, сум видувал измето до во. Да, чистат, стварно чистат редовно, стварно чистат и све. Другари, гледајте. Овие луѓе тука ловат риба и овие луѓе тука се пливат у овоа чудо. Замислете си. И овие треба на мен да ми се комши и јас овие треба да делам простор. Најискрено не би. Македонија да, и таму е гадно, и таму се, ама јас сум родом Македонија, треба да се борам за Македонија, ја не сум американец, за да се борам за Америката. Така, другари, да не ја тупам, кучињата. Има американци културни чистат, али има еден голем процент, 20% што не чистат. И тие 20% другари, ја не би на плажата лежал дека сум лично видел чуда. Дали се чисте? Да, редовно чисте се и не можат да наваксат. Така, другари, мобето е другари дека јас сакам да живеам и да видам таа Америка која што сите ми ја представува за чуда. И ја тоа не го видов тука. Мајами го видов дел од тоа, ама Мајами е толку скапа што ја не можам, милионер, па не се гледам да си дозволам не може да си дозволам да живеам, што милионер, јас сум криптомилионер. Кога е bear маркет е сиромаштија. Ја не може да си дозволам да живеам во Мајами, замислете си, а па оние другите како плаќат, не знам. Еве го, ујдоме леле колку време да го види. Баш да имам колку ќе го гледат. Леле сат и 22 минути. Баш да имам колку. Ќе си ставите на забрзано и на рати. Еве го Майкл Селчо е. Гледај брат. Која година ово? 2012 година. Once every 4 years, they're going to sell 1 billion devices a year. And the thing that people да не ја тупам, брат, овие луѓе се изберени. Од 2012, сега ти се појаваш на телевизија, кажуваш за технологија, тугај, кажуваш за компјутери, за интернет, за телефони. И сега за ово. Тоа случајности може да има само на Марс. Тука не. Реално треба да го оставам последнија, реално е ово. Значи, кој ќе и Александар Македонски е бил пред тај јазол и го исичал. Вие кој ќе го исечете, ќе разберете дека биткоин другари е овоа и кој ќе го пресечете, ќе разберете што е крипто, што е биткоин и за да профитирате. Па еме концентрацијата, еве го Елон Маск, кој што не веруваше во биткоин, со Дојкоин ќе не носеше на Марс, лепеше ракети и чуда. Ево, брато сега кажува и он за биткоин. Еве, вашата керка, замислете си го ово. Следат ги, манијаци има, значи пази ти, нас не шпионираш дома, шо мене не ми смета. Јас сум, шо правам дома, ништо. Нека гледат. Нека собирате информации. Само да е безбедно. Ама другари, ти имаш толку напредна технологија, пратеш сателити, чуда, на Украина даваш интернет, Елон Маск. Дома, девојчињата у Америка не можат да одат на школа. Манијаци ги демнат, киднапират ги. Брат, утре не знам ја дали ќе бидам криптомилионер, може би имам криптоклошар. Моето дете ќе треба да дојде со автобус. Ја не би сакал брат да мора, ево какви како е господин секому чес, да треба да се сожале и да ја носе на школа, да ја испраќа до дома и до школа. Не знаете утре што ќе чека живото,
Така да ја не би живеал у држава кој што, гледате, децата се оставени самите на себе. У Мајами не се оставени, у Лас Вегас не се оставени, има држави кои што се оставени. 50 држави, значи вие не знаете утре дека ќе однесе пато да живеете, така да другари, кои ми речете зашо не живееш у Америка, ама зашо збориш ти ова канака, зад мене има милиарда сати истражување и на терен и овака. За тоа, братче. Да не ја тупеме, ово да не ми го блокират видеото. Напајат, гледај, брутално, секоја чест на полицајецо. Комплетно имат подршка америчката полиција. Че тоа, братче, да не ми го блокират, зашо? Значи, у другите видео, во го најдов намерно, еден ми го беше пратил, ама гледај шо прават. Среќа шо црнец беше, па на црнец. Иначе ако беше, ако го немаше овај дел, ја шо го најдов видеото, брат, наукутира жена, дека се овие за борба за жените. Прво, ако ме мене прашате, најискрено да кажам, полицајките треба да седат по офис и ако беше доваѓат да биде ако има женско апсење. Најискрено да кажам, афроамериканците и белите се сериозно силни луѓе, сериозно вежбат, сериозно сили и мислам дека за жена е многу ризична работа ова. Секоја чест за храброста, ама многу ризична работа е да бидеш амерички полицајец како жена во Америка. Има, видел сум и здрави, али машко е машко, другари, така да. За тоа е тоа, брат, ви кажувам, фул респект има америчката полиција, ама е многу опасно. Многу опасно Америка, другари, и не би живеал типо иначе, другари, нема возачка дозвола, замислете си. Значи, еве да ви покажам, у Америка и родени тука, другари, дека беше between Ward and his attorney who wouldn't allow a delay. Right today? Drive. I'm not gonna let I got of reporting in our I don't got no license. Okay. Mr. Ward. Брат, не само легално улезените имигранти и нелегално улезените имигранти, луѓето родени тука исто возат без возачка. Ја по моје истражување мислам дека 1% од американците возат без возачка дозвола. Никој што немат полагано и возат на жив мајка. И ја не би сакал тај 1% да биде на улиците со мене. Ако има пари за Украина, другари, може да има пари да се средат тука овие проблеми. Еве ви на работна позиција, менаџерот е издрогиран, а вработените, место да викнат медикал, они моментално ја крадат храна. Најискрено, ја не би сакал, во Македонија нема да го видите, ја не би сакал овакви колеги да работат со мене. Без разлика бели црни, тука има сигурно и латино, ја не би сакал такви да работат. Другари, местат се изборите у Америка. Верували или не, изборите се местат. Така да, Land of the Dreams утре са вали. Значи утре некој ќе ви наместе изборите, вие имате бизнес, имате куќа, имате фамилија, да делесте толку многу од вашиот живот за Америка. Ја не сум дадел, јас сум дел да истражам, да видам со мои очи дали е така, за разлика од тие што сме кажувале дека не е така. Значи, еве другари, мобето е, гледајте, јас сум тука и сум го променил мојот живот и колку променил сум македонци за одолегнато крипто да се промене на материјална основа живото и еве ќе седнат, ќе гледат, за разлика што ќе гледат глупости утре да се испокарат за македонска политика, са типол ќе гледат моето видео. Многу повише може да научат од сите телевизии во Македонија. И што е другиот мобет? Колку луѓе сум предомислил, тоа е, ви кажав, до 30.000 сум ги берел, натаму не. Значи, едно од моите достигнувања е тоа, друго. Трето, другари, значи, у Македонија, мобето е, ако, да речеме, истите работи се местат, гледаш криминал, ги има, вие сите, исто е како Америка, можете да го променете тоа, ако бидете како мене или слични на мене. Јас сум за крипто, па вие кажете за вашата работа, за вашата, кажи го, да речеме, занает некој. Значи, мобето е и ја, од тука е исто како ово, платата, не ја гледајте за мене, ја не сум амерички, не сум никош земал америчка плата. Шест земал е, сам лично сум достигнал. Ништо не ме следувало како другите. Дојдел тука камион да вози, таа е платата и зима камиони. Дојдел да работи у таа компанија, зима. Ја не сум работил ниту камиони, ниту компанија, ништо. Јас сум брат, че никош не сум работил во Америка. Јас сум помагал на италијани и се ми давале пари. Јас сум помагал на Иван,
на балканци и ми е давал пари, и аз съм помагал на руси и ми са ми давали пари, и аз съм работил на делом на турци и са ми давали пари, и я никой не съм бил в работил на Америка. Това забравяте. Че някой ми рече, лесна е вашата американска плата. Другари, не гледате подкасти, я от други подкасти. Я не съм работил в Америка. И аз съм отил на повик, брат, дойди, че ти даеме 2 ядения и брат, вземи ги. Не, вземи, брато, то го садате, ако плате в американецо, ке ме кошеше тройно. Дали съм нащетил на американците? Да, де-факто, ако не съм я работил, ке е работил американец. Ке е взимал тройно повече от мене, що съм я взимал кеш, да речеме, кой шо ми е даван. Я викам, не, вземи, не. Ама мобето кое е? Брат, не можеш американците да наемеш работят. И ако видов дека не може да наемем американците да работят, почава да работим и почава да тражам американска плата. Ако видов дека тражам американска плата, аз съм по-добър от всички американци, аз се скарав в Майами и дойдов тук. Се скарав за платата, видов дека почнат да депортират. Другари, ти сам, шо можеш да направиш мобето кое? И у Македония. И я да бе в Македония, и там ке бе в милионер от крипто, едни логично прашава. И там ке вземе в пари, и там ке ги дознае в истите канали ги пратам, сакал некел, истите канали ги пратам и трябват за ово. Сакал некел, я ги пратам тия канали. Я и знаев у Македония за биткоин и за крипто. Значи истия му бед, другари, и там ке стане в милионер. Там пък ке вземем сигурно и повече назаем, ке го заложи в апартмана. Я апартмано вземав за тук. Значи 10 000, аз значи в Македония 2 милиона. Ке съм брал тук, например, 1 милион, $105 000 заем. Македония мене за апартмано ми дава 10 000 евро, ще е повече. Ще бъдат 1,5 милиона ке съм направил. Македония. Не милион, 1,2 милиона съм направил. 2 милиона и 200 хиляди съм направил. Македония. Ко ме праша некој, ама Америка. Ја Македонија со криптото, со тај такво што го имав нели со по гейминг кафиња што се движив, ја ви кажувам дека и лиценцата што имав, ако работев, ја во Македонија ќе направив повеќе пари од криптото колку Америка. Ама немаше да знам Америка каква е. И секој ќе тежнеев да дом тука да видам. Ово видео да не забравам да го изгледам требе. Овај, гол, другари, гол, че да не ме го блокират, гол, се шета, оде, за малко да е изпотепал други луги, улава кај американец, ветеран от Виетнам, скршил му двете нози на човек. Луги, какви аз съм ги видел, не може да си сфантазирате колко. Какви се, секаде, и никой не ги собира. Никой не ги собира от институции да ги напуне. Не, така се шетат по улиците, брат. Отворете Ситъл, даунтаун, ке видите ако ми сте го лажа. Нигде не можеш да излезеш, а да не ги гледаш. Разсипате го дено, брат. Я не би се кал да живеем от такава държава, кој ще трябва да очекам колко години да наде. Че я ако чекам 4 години, после 4 години ке оправил, аз съм 41. Брат, аз за 10 години съм вичи по старичка дом, ще се вика, не дай Боже, ке ме стават. Криминал комисията ке има 324 defendants for their alleged participation in healthcare fraud schemes involving approximately $14.6 billion in false claims submitted to Medicare. Другари, 14,6 милиарди са украдени. И оставени ги да украдат и се едно ке оправяме. Другари, я не гледам никаква разлика от колко се краде в Македония и колко се краде тук. Другари, овај тип што ме прашате, опасно е, да, опасно е, али мобето е, типо има, знаяле се го колко има и типо е много луѓе ги е, кажи го, ги е, у измами е работил, много луѓе ги е онедел, со погрешни луѓе си е чепнал и се пробали да му ги вземат парите и е кренало по зло и са го утепали колко учи него и жена. No country's ever done anywhere even near that, like a fraction Да. of that. 20 трилиони, значи идеме милиони, билиони, то е милиардите, трилиони треба да улезат 2026 у економията. Па после ки си играеме 2027-2028, ке видиме рецесии, чуда тука, нова криза. Ама пред да има криза трябва да улезат 20 трилиони. Да се надявам дека няма трябва да чека, нели, после 4 години. После 4 години няма да е председател. 2026 трябва. 20 трилиони трябва да влезат в Америка. И вие ми викате, няма да има bull market. Че тогава и Трамп лаже и яве лажам, то ще гледам, брат. Знаеш колко пъти го закопа от... аз тъги чисто кивия става. Знаете ли колко пъти го закопа от биткоин, другари?
Пред мен 11 години, а па пред това и още жив. И вие па нема да купувате, па нема да трупате. Луѓе, ама няма пари. 100, 50, 10. Вашето дете, сите ще имате мали деца, вашето дете, знаете ли що ќе вика? Леле, татко ми беше най-интелигентният човек, слушал криптогуги. Има едни такви сатоши и аз съм денеска милионер. На 18 години сега да купувате за по $100, да успеете да изкупите, ви покажа в 0.08 биткоин, да изкупувате, да трупате пагял, да трупате како некој заштита за вашето дете сега родено, на 18 години ќе биде у елитата. Памнете ми аналитиката. Ќе има такво после 2045-та, ќе викате на вештачка интелигенција, криптогуги шо кажа за тоа. Другари, системот е фейк. Пред 120 години имат роботи. Никола Тесла. 120 години они не тера дојаме на работа. Пред 120 години. А па многу повеќе од 120 години има во какво кажу. Многу. Муслиман што има креирано робот, не се кеам там која година беше. Пред можда и 200 години. Лупам. Значи многу давна, не може да ги извините, не може да запомнам бројки. Многу давна, брат, имат измислено роботи. И не ги пуштат. Не ги пуштат. For America, that's the only thing. I don't want to have somebody else have crypto and have China be number one in the world in crypto. Because in crypto, it's a kind of an industry where basically you're going to have number one and you're not going to have a number two. And right now we're number one by a long shot. I want to keep it that way. I want to make crypto. Другари, сметајте колку Америка ќе треба да купи. Колку Америка ќе треба да купи. Гледај, ова е да не го пуштам. Дури од Тампа, Флорида, дека стварно е многу кул и безбедно и окей. Те такви како овај наркомани, што се преселат такви гангстери од тука, или без разлика да роден там, те овакви изроди, потепа 13 повреди и 4 мислам дека ги уби. Тоа како гнасто створење. Гледај на сред улица. Тука е чисто средено. Шо е викам, брат? Технологијата е напредна. Колата само може да преземе, само може да закоче, само може да се изгасе, само може да го заклуче Теслата, не може да скрше прозор, само може да го однесе у полициската станица ако брзо возе. Овие работи се решлив проблем пред 120 години, другари. Пред 120 години. И ја дојдов во Америка да видам дали е поразлично. Не е поразлично. Ама не е секаде така. Не, да, ама еве ти можеш ке бидеш, дека не е секаде. Другари, јас сум за Македонија да оправи. Американците да му мислат. Ево е. 6000 деца лажал, 12 милиони у федерал кеш. Тука колку се краде, брат? Не знам, 12 милиони. 12 милиони, брат. 6000 деца ранел. И никој не иде да види тие 6000 деца. 6000 деца, брат. Другари, тоа е тоа. Овие че русите не знам дали има тоа. Овие другари може пред 120 години и пред 220 години да работат, да ни помагат, а ние како мен да седеме да истражуваме за крипто, за вселената, за Господ, за сите тие работи. Овие чуда, другари, 2 сата видеото ќе отиде. Ама утре ќе ве поштедам, нема да снимам или освен ако не почне нешто лудио bull market. Али мобето е, другари, не може да снимам секој ден, дека овака ќе земат да го гледат, пошто 15 минути никој не ги гледа видеото. Тест. Еден саат почнаа да ги гледат, сега да видим од саат и пол дали ќе почне да гледат. Али овие другари пред 200 години може да ни помагат и ние да имаме по 5-10 деца и да истражуваме и светот да го направиме перфектно место како Атлантида и да пазиме тоа зло да не ја преземе Атлантида, да не рестартира и да не врне тука дека сме. Иначе ово да окажам, да се пофалам, ние не можеме да најдеме во Македонија геймери. Овие братче кампус, братче у Институтот of технологија у дека беше Тајланд не беше. Интернетот нема. Мислам
Мислам дека беше Тајланд, тоа знамето. Мање битно. Кампус отварат за геймери, кај нас Македонија, брат, че ово е па ептен брутално. Че ово гледајте, ово е брутално, брат. Ово е брутално. Излистајте го, нема да го пуштам да не ме блокират, брутално, другари. Кафенце, ово тука у Русија нема за Фраканција, брат, што со крипто, гледајте ги видео сега да не правам 2 сата, во сакам да го кажам. Кој ги е гледал моите старите видеа, другари? Digibyte, Zcash, Dash, интернет компјутер. Има луѓе што направија профит, продадеа и више ги нема што се вика. У старите видеа исто може да се најдат информации. Алал да му на што го правя во. Еве, другаро, Господ да му лесна му земја, Господ да го чува. 21 години криминална работа и го убиват. Но америчка полиција гине. Има опрема, има буквално филмо Judge Dredd со Силвестер Сталоне, технологијата напредна у Америка, полицијата не може братче да со тај панцер само да биде. Америчката полиција треба да изгледа комплетно роботизирано. Постоја технологијата, гинат такви цајкани што брат одат да се жртвуват за заедницата, брат. Не сте виделе таква полиција. Не сте виделе, брат. Македонија да има мал процент, ама у Македонија ги нема овие на дневна база случаи за да видите вие колку ке. Да, Македонија 2001. Стварно полицијата е на ниво, спаси ја државата секој чест, али на дневна база америчката полиција, другари, такво нешто не сте видели. Тука секој ден е пукање, убиства, тепачки, секој ден. Гонење со секој ден. Собраќајни и чуда. Ово кој ми го беше пратил умрев од смеа. Мобето беше дека целото портфолио ни е у Ethereum, мислам, целото портфолио ви е у Ethereum, а фактички гледа го главниот што го е креирал Ethereum што прави. Али типот е друг тип, значи ако беше кога нас немаше вие сите што се паметни, нели, што не прават ова кашо, нели, он е милиардер, живот си го живото. Сите што се прават паметни, па вие што не креирате брат на некој нов коин. Опа, другари, ние сме другари тука, така да другари. Чао, ојдев да јадам и после додарам едно пивце. Еве, колку ве благословив, да видиме колку ќе гледат. Мале саат 42 ве благословив. Ово ви за 7 и за 8 аналитиката ви ја направив. Така да гледајте го на 2 пати, не бидете телетабиси, со извинение, мора така да кажам, не бидете дигитални телетабиси. Изгледајте денеска 15 минути, па 15 минути, па 15 минути, па 15 минути. Ставете брзина на 1,5, на 2. Не мора на еднашка да го гледате видеото. Седнете тоа видео, гледајте, мобето е, спијам, фаќаме дремка некоја чудна, пошто падна температурата многу. Другари, ние сме тука и гледајте да профитирате. И ово видео чека ќе оставам тука вака, за да не забравам да го изгледам. Уствари ќе го ундо. Даниеле, нема спие ми се, Кейджи. Ундо, ко отидеш... Тоа ли беше? Не. Даниеле, бе. Сакам да го постирам, за да ми се појави на телефона, сега да не скролам тамо, за да го гледам. Сакам да го гледам, да видам што е кажал Вагнер. Ово е на Стар Атлас газдата. И тоа е, другари, чекай тука нека стои онадено, кој сакаше да види, тука има бак и недов у играта, чекам ја по играта у Зинк. Ја бев стигнал до 10% буст. Ја по со раката покажам. До 10% бев стигнал до буст. Ке видиме, чекам тикет отворив, чекам да видам да ми направат рестарт, да го прават, да видам дали се оправа баго кај мене. Ако не ќе видим што ќе направат, ќе видиме колку ми дај airdrop. Тест фаза е, значи, тест фаза е. Ќе видиме, тоа е, да не забравам да спомнам, и чао другари, и трупајте, сменете ги штетните навики, ако овај bull market не сте задоволни, 2300 ќе сте презадоволни, и здраве, ќе се запознаеме у Крипто Академијата. Чао, не забравајте лайк, сабскрайб, не за профит, туку за шо повеќе да направите добро, на шо повеќе алгоритмо, на шо повеќе македонци да го прикажува видеото. Не бидете срамежливи, споделете го на Facebook, копирајте го, споделете го мојот YouTube канал и видеото, ќе ви се смеат сите и тогава ќе знаете дека сте на прав пат, а после години ќе ви кажуваат: "Еј брат,
ти од CryptoGoo ги споделуваше канало и сме у профит. Верувајте и луѓе што ги мразете, што не ги сакате, што се скарени, кои ќе ги помогнете, кои ќе направат пари, брат, вие сте христијани, муслимани, вие треба, верниците, треба да опростувате на луѓето, така сте вистински верник. Не треба да бидете зло луѓе, секој треба да ги давате информациите што ги знаете за и други да имат бенефит. Чао!